Евангелие според Матеј, 15 глава. Тогаш пристапија кон Исус ерусалимските книжници и фарисеи велејки: Зошто учениците твои го престапуваат преданието на старите, бидејќи не си ги мијат рацете кога јадат леб? А тој им одговори и рече: Па зошто и вие ја престапувате Божјата заповед заради вашето предание? Зашто Бог заповедал и рекол: Почитувај ги татка си мајка си, и кој злослови против татко свој или мајка си, со смрт ќе се казни. А вие велите: Ако некој му рече на татка си или на мајка си она со што би можел да се ползуваш од мене даре, тогаш тој може и да не го почитува својот татко или својата мајка. Така ја нарушивте заповедта Божја заради вашето предание. Лицемери, добро пророкувал за вас Исаија велејки: Овој род се приближува до мене со устата своја и со устните ме почитува, а срцето негово стои далеко од мене. Но напразно ме почитува учејки со човечки учења и заповеди. И откако ги повика луѓето им рече: Слушајте и разберете. Не го сквернува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од устата, тоа го осквернува човекот. Тогаш неговите ученици му пристапија и рекоа: Знаеш ли дека фарисеите, штом го чуја тој збор, се соблазнија? А тој одговарајќи им рече: Секоја садница што не ја насадил мојот Отец Небесен ќе се искорне. Оставете ги. Тие се слепи водачи на слепи, а кога слеп води слеп, обата ќе паднат во јама. Петар пак му одговори и рече: Објасни ни ја оваа парабола. А Исус им рече: Ама вие, уште ли не сваќате? Уште ли не разбирате дека се што влегува во устата минува преку стомакот и се изфрлува надвор? А она што излегува од устата излегува од срцето и тоа го сквернува човекот. Зашто од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прелюбодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тоа го сквернува човекот. А да се јаде со неизмијани раце, тоа не го сквернува човекот. И кога излезе оттаму, Исус замина во краевите Тирски и Сидонски. И ете, една жена, хананејка, излезе од краиштата, повика кон него велејки: Смилувај ми се, Господи, сине Давидов, ќерка ми жестоко ја мачи демон. Но тој не ја одговори ниту збор. И откако пристапија до него, учениците негови го молеа и велеа: Отпушти ја, зашто вика по нас. А тој одговори и рече: Јас сум пратен само кај загубените овци на домот Израилев. Но таа, кога пристапи, му се поклони и велеше: Господи, помогни ми! Тој, одговарајќи, рече: Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Но таа му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на своите господари. Тогаш Исус одговори и рече: О, жено, голема е твојата вера. Нека ти биде по желбата твоја. И во тој час оздраве ќерката незина. Штом замина оттаму, Исус дојде кај Галилејското море, се искачи на гората и седна таму. И дојде кај него многу народ, кој имаше со себе куци, слепи, неми, сакати и многу други, и ги положија пред нозете на Исус и тој ги исцели. Така што народот се восхитуваше гледајќи како неми зборуваат, сакати оздравуваат, куци се движат и слепи прогледуваат и го прославуваше Бога Израилев. А Исус, кога ги повика учениците своим, рече: Жал ми е за луѓето, зашто 3 дни веќе стојат кај мене и немаат што да јадат, а да ги распуштам гладни не би сакал, за да не премалеат по патот. Но учениците негови му рекоа:
од каде при нас толку леб во пустинава за да се нахрани толку народ? Исус ги праша: колку лебови имате? А тие одговорија: 7 и неколку рипчиња. Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата. И откако ги зеде 7 лебови и рибите, заблагодари, ги прекрши и им ги даде на учениците своји, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија, и кренеа останати парчиња, 7 полни кошници. А оние што јадеа беа 4000 мажи, покрај жените и децата. Па штом го распушти народот, влезе во кораб и дојде во Магдалските предели.